Така, продолжуваме со нашите гости овде во студиото. Ние за време на пауза да се освеживме со производите на Стокомак. Верувам и дека вие си го пиете вашето милен утрински напиток заедно со нас и не следите. Во овој дел, како што знаете, споделуваме, односно ќе им дадеме да излечат прашања на нашите гости, па ќе видиме како ќе ни одговорат на истите прашања. Александра, така, имаме интересни прашања во овој дел. Повелете, одберете си прашање и подадите го на вашите соговорници. Вие имате привилегија да први одберете. За жал, единствен джентлмен во женско друштво немате право на избор прашањата кои што ви остана. Не, за жал, за мене за среќа. За среќа. Може да почнеме од вашето прашање. Прочитајте го на глас за да слушнеме какво прашање имате вие и споделите ни. Животна случка која ви се случила на Великден и никогаш нема да ја заборавите. Ете, поврзана со празникот кој е пред нас. Или овие денови, како и да е, во смисол се мисли на овие празнични денови. Како професор, приватно, слободно, прво нешто што ќе ви падне на ум. Знаете како обично на музичарите немаат ни викенд, ни празник, ни делник, што ви кажете. Мене најчесто ми се случувало да свирам за Великден. Така да. Некој убаво случување, нешто што ве поврзува токму со овој празник? Не знам, може би ме поврзува најмногу со моето Берово, кое што потекнувам од таму и тоа ми била една асоциација за убава дружба со моите другари и луѓе кои што ги познавам, кои што може би немам често прилика да се видиме заедно. Овој викенд ќе го посветите во тој дел од Македонија или? Па може би не цел викенд, затоа што сепак имам ангажмани кои што треба да свирам, а за празникот за Великден во недела планирам да одам да ја посетам мајка ми, се разбира. Одлично, голем поздрав до сите беровчани, до вашата мајка и сите кои што ја гледаат. Здраво Македонија. На средина повелете вие со вашето прашање. Која е вашата инспирација, мото кој ве води низ секојдневниот живот? Па сега да не се враќам до толку ко малечка, да почнем од кога станав мајка. Убав период. Тоа е голема инспирација, мислам дека за секоја жена, да му пружи детето се што може и не може. Тоа први со ќерка ми, после тоа син ми, сега внука ми, тоа ми е трето дете, нели? Да. Мотото повеќе од кога се роди син ми, кога имаше диагноза хемофилија, ми беше да се помогне на син ми и на сите други да полесен живот имаат, затоа што они не се ментално состанати. Сосема здрави луѓе, физички, психички. Им фали фактор 7, фактор 8, 9, било кој. Знаете како, на сите ни фали по нешто. Тачно. Ке го добијат и живеат нормално. Значи, тоа ми е желбата, инспирацијата во секојдневниот живот и ке го правам тоа додека моите нозе одат. Така, да живееме во општество каде што здравството ќе биде до степен да секој живее неминовно каква попреченост ќе има и каква потреба да го ужива живењето. Добро, јас повеќе за хемофилија, затоа што тоа ме боли најмногу. Да разбираме. Затоа и денеска сме тука да го одбележиме денот, но сите имаме одреден здравствен проблем, па затоа велам да живееме, верувам ќе се согласите со мене. Повелете со вашето прашање. Место на кое сте го прославиле Великден и ви останало во посебно сеќавање? Не знам колку јавноста знаеме, јас сум многу голем верник и сум многу врзана со Бога, бидејќи едноставно, веројатно така. Дали растена во такво традиционално влашко семејство, дали тоа од моите баби дошло како дел, или и колку да доаѓа како дел, ако не е дел од вас, тогаш џабе зборуваме за било што. Не се наметнува, не се треба да го чувствувате. Значи, јас го чувствувам тоа и тие пости кои што се во традицијата на ортодоксната религија биле дел од мене и тоа веќе можеби повеќе од 25 години, така да јас постам од првиот ден после прочка до последниот ден и се причествувам навечер, вечерта, сабота кон недела. Така. И тоа е оној период кога нели камбаните го одбележуваат нели Исусовото воскресение и тогаш се чукаат јајцата и нормално таа литургија ноќна, која секогаш ја обавувам во Свети Јован. Ретко сум се нашла на друго место, бидејќи тој регионот мој и Свети Јован ми е некако така една од црквите, но за одбележување посебно, бидејќи се причестувам ноќта, ќе го кажам Крушево, моето Крушево, сепак тоа е дел од мојот живот, исто така. Пред 3-4 години знам дека Крушево има исто така многу големи традиции во
тој дел. Обележување на 11:30 вртиме кругови околу црквата Свети Никола која е во центарот на Крушево и ете ми оставило впечаток еден навистина убав шмек на една зближеност, на здруженост. Посебна енергија. Посебна енергија, 3 пати вртење околу црквата, кога се пеење, така е, и отварање на црквата и влегување внатре, кога веќе се одбележува нели дека гробот на Исус Христос е празен, значи некаде каде е, и тоа е веќе исто така дел победа на животот над смртта. Да. И тоа е она што го работам јас. Животот тенка е линијата меѓу животот и смртта, така да. Убаво ете што ме потсетивте на моето Крушево, каде традицијата на вистина негоњето исто и гледаме тука кај нас во Скопје, но ете се потсетив на тие пред 3 години, не можам секоја година да одам. Ќе го посетите ли можеби оваа година? Па, мислам дека кирката ќе оди оваа година, јас со другата кирка која ќе дојде исто на кратко, ќе го направиме фамилиарно, едната кирка нели ми живее во Лондон, така да овој пат се поклопуваат католичкиот и ортодоксиот. Така е, да. Великден и ќе го прославиме фамилиарно баш со мојата фамилија. Така е. Александра, време е за фотографиите да ги споделиме нашите гости, да започнеме еве од джентлменот кој што се најде во едно женско друштво ова утро, па да видиме тим кој што имаме од вас, еве со инструментот. Ова е презентација која што ја имав направено во училиште во Карпош. Младите генерации да се запознаат со инструментот канон. И секогаш ми е убаво кога се дружам со млади деца. Се прашуваат ли чуден ли им е инструментот? Чуден им е инструментот, поставуваат различни прашања. Се сеќавате ли на никое најинтересно прашање, бидејќи секогаш од децата доаѓаат најискрените и најинтересните прашања? Па, најчесто се прашањата колку време го свирам, како сум научил да го свирам инструментот, тешко ли е да се научи да се свири. Тоа се вообичаените прашања кои што ви ги поставуваат. Ова е благодарница од скоро одржан семинар кој што го имавме во нашето училиште, кој што беше посветен на доктор Трпко Бицевски, кој што има работено во Институтот за фолклор, кој што има собрано некаде околу 15.000 песни, кои што се навистина прекрасно богатство, оставено за нашите идни генерации. Тоа е семинар кој што го изработивме заедно со професорот Драган Даутовски, кој што беше мој професор. И ќе остане професор, се разбира, и во средно и на факултет. И сето тоа финишираше семинарот со еден прекрасен концерт кој што беше минатата среда во Музеот на македонската борба. И навистина беше прекрасно чувство. Ова се фотографии кои што покрај научната и учителска дејност која што имаме, ние музичарите или барем дел од нас се посветени на свирките кои што ги имаме, односно забавите, свадби, разноразни кои што ги имаме. Ова е колеги мои кои што заедно со Баже Груевски имам работено со голем дел од нашата естрада, скоро со сите естрадни наши звезди, па и од соседството. И тоа е дел од забавата. Тоа е овогодинешната нова година која што свиревме во Свети Никола. Так. Ова е заедно со Добрила Грашевска, која што е вокал на Чалгија Саунд Систем. Бевме во Штип на покана на катедрата за македонски јазик, каде што нејзината магистерска тема беше во однос на текстовите на македонските народни песни. Интересно. Да, многу интересна тема, каде што Добрила го презентираше нејзиниот дел во однос на содржината на самите песни кои што ги има. Јас зборував малце со студентите за музиката, односно за начинот на изведување на самите песни. Сите песни опеуваат тагата. Да, секако тоа е се љубовни содржини кои што се најчесто познати. Ова е доделувањето на докторските дипломи кои што се случи, мислам дека беше минатата година, инаку докториравме заедно со Андријана Јанеска и со Стојанче Костов во Институтот за фолклор.
и навистина свечен чин и прекрасно чувство во, Така, во значаен ректоратот момент, Свети така. Кирил и да, Свети Кирил и Методи. Ова е исто еден од настапите во хотел Хилтон, каде што настапувам со различни инструменти. Така, тоа сега сакам да кажам, осме канона, да те свирите на други инструменти. Да, тоа е пак некоја од вечерите кој што Еве тука гледаме и со гитара. Повторно. Да, колку инструменти Сите се жичени свирите? инструменти. Сите Па, голем дел од жичаните инструменти некако се Ви се пасија, омилени. некако омилени, можеби и заради тоа што можеби градот Берово е познат по изведувачи голем дел на жичани инструменти. Така. И секој инструмент кој што се свири дополнително е нешто плюс. А има врска генетиката. Па Докторката може. се сложи, тоа е важно. Ова се заедно со сопругата, со синот и едни наши пријатели од Волос, каде што се трудиме да стапиме во тоа е професор во средното музичко училиште во Волос во Грција, каде што бевме на посета таму, бев како представник од Македонија за учениците таму и се трудиме да направиме Некоја соработка? еден концерт, да, Супер. каде што ќе бидат Одлично. уклучени и нашите ученици овдека од Скопје и учениците од Волос, што мислам дека ќе Треба биде да се одржува таа нит таа Тука сме да го спона што се споделиме вика, да. тоа кое што ќе го направите, така да Овде е некој значаен Да, концерт, ова е верувам, настап. концерт, мислам дека е од минатата година во Унгарија, каде што со групата Баклава свиревме таму. Некој балкански фестивал? Да, На база балканска музика? па тоа се авторска музика која што е на групата Баклава и генерално и дел од македонските традиционални песни кои што ги Убаво. представуваме. Секогаш овие концерти се убави, еве тоа е таму на тој мост, мислам дека се викаше фестивал. Така, ова е тој фестивал Мост. Еден Каде мост што голем за дел од- балканската музика. Каде што голем дел од музичарите, од познати музичари кои што се од Европа, учествуваат на самиот фестивал. Да, гледаме 31 земја, 60 на бендови, навистина убаво Каде што искуство. имате професионални бини, озвучување, Така, осветлување и секогаш е предизвик да бидете дел од тој. така е, да ве слушнат добри музичари и да слушнете добри музичари. Така, добро. Да одиме со фотографиите на госпоѓа Лиле, да погледнеме нешто. Ајде да гледаме. Со збор 2, да кажеме. О, Некоја стара фотографија. убава ретроспектива сте ни Ај, пратили невеста. на вистина. Невеста. за жал нема да доживеам. Мислам, јас ќе ги доживеам тие години на 50 годишниот брак да биде. Мажот ми е починат веќе 22 години. Не Но може да се сеќавањето повтори. секогаш ќе остане. Сеќавањето, да. Тоа ќе остане, не може Дали да ова се... старата скопска чарша или грешам? Не, ова е црквата Свети Димитрија. Таму А, сум во јас Загреб. крстена, венчана, децата ми се крстени, кирка ми венчана и внуката крстена. Таа била централна Таа црква била во централна, Скопје, да. да. Па јас сум живеела таму во Дукјанџик Балото. Да. И најверојатно на мајка ми татко ми била таа блиска црква и они одели таму и така Една од ме најстарите крстиле таму, да. Свети Димитрија убава. Една од најзначајните. А ово е пред 2 години во Бугарија на ретки болести одржаваат собири. Ова е Полина Милушева, моја пријателка, сакана, председател на Сдружение за хормон за раст. Таа година председателот од државата им даде пофалници и благодарници за долгогодишна работа во Сдруженијата. Така. Добро. Мајка на девојче со проблеми со хормонот за раст. Ова е некоја стара фотографија. А, јас не можам да ја видам фино. Тоа као земјотресот. Да. Па најверојатно е земјотресот е да. Ово што не можам баш најубаво да го видам стварно. Можда е
Можда сме ме ставила некогаш за Бидејќи сте дарителска. живееле лековте во тоа мало близко до Не, овако. не, па тоа да? е далеко. А тоа е далеко од Да, вас. далеко е А тоа. околу Свети... Ама тука треба да се живееше видиме тетка тие. ми до минатото грчка амбасада кој што беше. Така. Меѓутоа, На од ретки Лутвестер. фотографии кои што вако можеме од луѓето кои што ги чуваат Да. или ги имаат од тоа време Јас ги сакам се тие споделат. слики од старото Скопје. Да. Ете, воскресна Скопје Да, повторно. да. Во символот нели на празник. Сигурно е ставена заради, ова е мојата прва љубов, кирка ми. Да. Колку е возрастна денес? 47 години, направи пред 3 дена. Пред Ете, 5 тогаш дена. беше мода кики да се носат. Па така, да. со Се уште машни. е, се Да, уште е. и се Она уште е. ќе ги направи. Киките после 2 сати, нема 5 Толку сати, нема, е да. многу, 10-15 минути ги вадиш. Да, како и секое дете, толку е. Беше многу слабичка, не сакаше да јаде. Да, Ама здраво како и дете. секое дете. Здраво да, дете. здраво. Како викаат, гола беба и гладна беба, здрава беба. Да. Ова сме Пепо Леви, Снежана и Ацика. Иначе Ацика ме вика баба и сите други ме викаат баба. Сдружение за цистична фиброза, за хормон за раст и за Така. ХМЛ. Се дружиме често, си разменуваме мислења Така е. Имате и теми си за даваме разговор, совети си давате и како поддршка што и да правиме. совет. Така Да. е, така е. Пријателство Да, секој кое го трае потпишува. долго веќе, значи се гледаме често. А ови се моите внуки, внук и внука, внук ми од сестра. Ова е сликано на на промоција на една книга Скопје ти благодарам. Нивниот татко има хемофилија. Овме еве го писателот на книгата. Книгата, така. Лесна литература за минатото, како сме живееле ние во минатото. Така. А ова сум јас веќе ТВ Звезда, на еден светски ден во парк на стадионот на ќе кажев на ЈНА, ама не на војската, на нашата НА, македонска ама. сега. Мислам дека беше еден од поубавите светски денови. Доктор Зоре Антевска, пензионерка е сега, вика, ова треба да се прави, вика, светските денови треба да бидат дружење на хемофиличарите и на семејство, да си разменат мислења, совети, Да си помогнат. да си меѓусебно. помогнат со некои совети, да, и присутни секојаш беа лекарите, нормално не ги скокнаме, присутни од фармацевтските компании кои што не ги носат лековите. Тогаш беше директор Ема Велкова, а Дејанова беше и раководител на Центарот за хемофилија. А ова е мојот хемофиличар, мојот храбар јунак, Така. кој што има 2 операции на колено, 2 замески колена. Знаел да се смее кога му се плачело, знае да плаче, да се крие од мене дека го боли затоа што знае дека мене ќе ме боли. И целата оваа борба сум ја почнала заради него. Кога доби инхибитори беше многу пострашна хемофилијата. Хемофилија без инхибитори е многу полесна. Тоа е антитела на факторот 8. Да, добро. Тоа беше последна фотографија, секако одиме да видиме и од нашата гостинка Цули какви фотографии секако ќе сподели со нас, да видиме нешто што е издвоено. Специјалистички испит. Таму ќе ме видите. Да. Оде сум председател на комисија кај Филип Доксимовски, еден од перспективните педиатри за клиниката за респираторни болести Козле, каде што го испрашуваме заедно со моите колеги и позната сум дека во делот како професор сум малце така строга. И некако вчера завчера имав една колишка која полагаше колоквиум и стои кјути, не може, викам, ајде продолжи, еве, нема проблем. Нема, јас имам страх од вас. Да. Јас се укочив од вас, викам, ајде, ослободи се. Веројатно некојаш треба да ги ослободиме колегите во делот околу покажување на знаењата и во исто време да го даваме знаењето, се веројатно тие две работи некогаш кај некој создаваат, дали ќе бидам доволно добар пред професорката Филип, еден од
вистински одличните. Но мислам дека е важно да се има тие критериуми, добро што се строги, бидејќи професијата, медицината нема импровизација. Нема импровизација. Овде сме на Европската академија на педиатрија во Брисел со доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, која што е исто педијатар, заменик председател на педиатриско здружение, заедно со Берт Холт Колецко, кој е председател на Европската академија. Македонија е веќе активна во Европа со педиатриското здружение уште од 2018 година каде не примија. Исто одличен педијатар. Да, одличен педијатар, така и мислам и гостинка дека ви беше. И ова беше промоција особено на примарната здравствена заштита, каде треба навистина да се даде исто акцент на вратата на утврдување рано на болестите што го споменавме, а тоа го прават примарните педијатри што работат во примарна. Па бевме заедно околу улогата на педијатарот во раното препознавање на болестите, кога би ги упатиле нели на кај нас на кај клиника. Ние сме сепак терцијарна здравствена заштита. И таа колаборација ова е исто една од моите многу драги фотографии. Не знам како убава селекција за детска неврологија. Овде предавам во Хрватска, во Вараждин, на еден од конгресите за детска неврологија, на покана на Мира Баришич во позадина, и Леман исто така, еден од водечките педиатриски невролози, каде представувам нашите искуства и навистина одржав едно, за мене, јас така, сакам да биде така впечатливо, и ме замолија, нормално беше интернационален конгрес, па зборував и на англиски, се потрудив и на хрватски, ако го зборувам добро. И така влеговме исто во една убава симбиоза и со Хрватска и со Словенија во делот околу педиатриската неврологија и тие сите иновативни техники кои што Хрватска практично несебично ги споделува со нас на изборот на Мира Баришич, која што е дуајен во педиатриска неврологија на Балканот, и станав нејзин заменик. И ми е многу драго, бидејќи го препозната. Да, јас еве сега гледам во позадина. Не сум викла да одбере тоа фотографија, ама ми предизвикува така убави емоции, така е. Знаете, треба да се дружите со овие луѓе. Јас сум често со денеска ќе патува за Турција. Еве ова дете, Дардан се вика. Драг мој пациент кој што помина голгота голема со автоимунен енцефалит, значи пост-ковид или така наречен лонг ковид, кој ние го заборавивме, меѓутоа кај децата може да предизвика сериозни проблеми. Борбата со него беше огромна, бидејќи ковидот и антителата на ковидот можат после да имитираат практично како антигени да предизвикаат автоимуна реакција. Кај него, за жал, тоа се одрази на целиот организам. Меѓутоа се надеваме дека во делот околу стимулациите кои што би требало да бидат иднина, еве ова што го дебатиравме денеска, колку е важно да се биде up to date со одредени ситуации кои што ги гледате по светот, не само да одите и да се вратите, сте прошетале. Никој што не ми било мене дел од мене. Делот од мене е да го видам и да го пренесам тука. И да се спроведе. Ова е исто драга. Една од моите најблиски пријателки, Тања Ангјушева, поздравувам во моментот, сопругот нејзин. И се разбира, еден од луѓето кој што многу го обожавам, тоа е Антракс со кого лета во Крушево. Може би една од најдобрите параглайдеристи, ова кога спремав во моето омилено Крушево детска неврологија и дојдоа да не посетат, јас имам фамилиарна куќа таму, Тања и незиниот сопруг, и се разбира дека двете во својата авангардност во медицинските професии се испробавме и во летање. Така да, и јас мислам дека стана еден дел од мене, Антракс го чекам да се врати од Колумбија и да полетаме повторно да го прославиме јубилерниот дел на нешто. Антракс иначе Игор Тодевски, кој што е исто. Еве го моментот. Да. Јас не сум испуштила, цули. Све нешто така, одбрав така нешто. Знаете како сега вака ќе ме слушаат веројатно и родителите и фамилијата, пошто јас не кажав каде одам и кога решив да летам, и за тоа треба да имате нели. Какво е чувството? Ау, прекрасно. Адреналин, страф, микс на емоции. Тоа е апсолутно адреналин. Страф не е, јас некако со тој дел од животот, пошто во животот се видов, па стравот некако го минимизирам и он рекол вако треба да се умири и знам дека отида на мој тим рекол. Знаете што кирката лета ваша над Крушево? Ма не могуче, татко ми не могуче. Отишла до пазар да купи нешто. А ја горе над Крушево летам. Не, тоа беше едно од навистина стимулирачките фактори кои што беа нели во делот од нели мозокот секогаш бара да биде стимулиран. Ова е, јас сум дел од интернационалната Ротари
фондација или како да ја кажам еден сојуз на ротаријанци кој што веќе подолго сум таму од 2015. Така и тој Гердан кој што. Да, Герданот на Ротари. Бидејќи во делот од хуманитарност е убаво да човек може да точно ги лоцира парите и средствата. Јас ја поздравам во исто време Ротари Интернационал, кој што сме собрани на вистина од различни, да кажам, од различни професии. И баш во мојата сум јас како лекар, има доста и новинари, има и од секаква професија, пиари, така натака, и дружиме многу убаво со тоа што ги лоцираме, нели, каде можеме да помогнеме. Салма Салтик, мојата професорка, од која што во Черал Паша во Турција, во Истанбул, го поминав месец дена, каде што ми беше овозможено на детска неврологија да учам ЕЕГ и да учам начин на препознавање, на детектирање на промени во мозокот. Не е секоја промена епилепсија, не е секоја промена за лечење. И од неја научив многу да бидам внимателна и многу да знам кога ќе дадам, затоа што антиепилептикот не е антибиотик. И тоа се работи кои што еве ги учите со вашите колеги од Турција, каде што вие ме споменавте и ме подсетивте дека Турција на вистина има во делот од медицината отидено многу напред. И воно тоа ни е исклучително голем пријател, сакајки да еве и соработките да заедно. Ако мене ме следите во текот на денот, јас сум нон-стоп на Teams или на некои од тие консултации кои ги правам со колегите, бидејќи имаме ретки кондиции, ретки болести кои што понекогаш имате потреба да ги споделите со пул на население или на луѓе кои што имаат поголемо искуство во тоа. Па и побројни се. И побројни се каде. Воно тоа сакаат тоа да го направат. И навистина мислам дека е тоа убаво. А каков им е односот со професорите, да знаете? Знам, оџа, нема тука. Нема здраво, него има оџа. Се бакнува рака на професор. Се бакнува рака. Кој ќе влезе во простор. Тоа е малце премногу за нас. Не мора да бацува рака, нека учи. Нека бидат добри лекари. Така е. Ова е... Убаво некој патување на кое што сте били? Ова е во Турција, да, тоа е исто конгрес што се одржа, ова е во Кападокија. Во Кападокија? Кападокија, да, се спремам. Летавте со балон? Летав со балон. Минатата година одбележува летачки. Значи, убаво хобби ви стана летањево. Видите, треба и да бидете, јас и од тој интернационален конгрес што беше во Кападокија, каде што исто презентирав невролошка тематика во интензивна, морам да кажам дека не секој отиде, јас, израелецот и американецот отидовме на ова е веќе после спуштањето од балонот. И се сеќавам дека пак ќе го спомнам татко ми кога реков дека знаеш летав, вика пред некоја година еден од балонот отиде кај Господ, па викам нема, ја ќе живеам 100 години, па и да летам ќе слетам. Да, така. Уште треба да леташ. Да. Тоа е карактер. А подобрен? И па тоа е следно веројатно. Да, сте имали ли вие некој такво искуство со подобран или со вако балон? Не. Во Скопје тоа почна, јас кога бев повозрасна, параглайдерство, скокање со подобран. И имав обврска со син ми. Така, да. Не сум размислувала многу на тие екстремни спортови. Добро. Тимко, вие дали случајно можеби сте имале некоја прилика еве вака да се опробате? Не, прилика, малци имам страф од висина, така да не ми е баш. Останете си вие приземни убаво ми е инструментите, да не забавувате. Во основно училиште на големата града која требаше да поминам ми беше става камо не Добро. Ви благодарам многу што ова утро бевте со нас, особено на еден вака убав изначен голем ден и за хемофиличарите, но и за сите Велики четврток. Да, велики четврток за сите верници. Еве оваа година убаво кажавте и вие господи Цули, спојуваме и католиците и православните, односно христијаните заедно си празнуваме. За убаво за Арно нека и да се видиме секако во некоја наредна прилика.